Добар ден и добре дојде во новото издание на Автомагазин, кој ќе биде извонредно возбудливо, бидејќи ви подготвивме македонска премиера на еден нов автомобил, кого веднаш ќе го ставиме во рубриката тест. Но, пред да ви откриеме за кој автомобил станува збор и кого ќе го тестираме, ве поканувам да ги видите содржините кои ги подготвивме за денешното издание, а тргаме со флеш вестите. Со следната генерација на модели HR-V ќе има значително подинамични линии. Моќната решетка на ладилникот е многу повпечатлива од сегашната. Внатрешноста исто така треба да направи скок напред во однос на изборот на материјалот и дизајнот. Honda најавува и нов систем за вентилација. Задржани се магичните седишта познати од Jazz, во кои површината на седиштето може да се преклопи за 90 степени за да се создаде дополнителен простор во подножјето, како и простор за транспорт на повисоки предмети. Компактниот кросовер ќе има хибриден погон и HEV. Се појави во 1993 година како замена за моделот 190. Компактната бизнес лимузина беше најмалиот Мерцедес се до појавувањето на А-класата. Ова е прва од двете премиери што ви ги подготвивме за денеска. На сцена стапи петата генерација на C-класа во полн сјај. Иако најмала лимузина, таа е опремена по теркот на луксузната S-класа. Кога тоа го прави Мерцедес, го прави со стил. Новата генерација на најмалата лимузина со ѕвезда на хаубата е представена во седан и караван изведба. И двете красат со типичен за марката стил на монументалност, зачинет со висока технологија и отменни модни детали. Во латиничната азбука, буквите C и S се далеку, но во Мерцедес тие се многу блиску. Иако класно далеку испод луксузниот брат, новата C-класа е опремена со иста електроника, технолошки решенија, додека моторизацијата и електричните опции се димензионирани според потребите и амбициите на возачите. Иако дизајнерски може да се дефинира како еволуција на корпоративниот изглед, C-класа испод каросеријата крие вистинска ризница на технологија. Нараснувањата во сите смерови започнуваат од меѓуоскиното растојание, кое е продолжено за 25, а каросеријата за цели 65 мм, што ја дава вкупната должина од 4,75 метри. Караванската изведба бележи иста должина, но самостоен дизајнерски отисок на задниот дел. Во овие димензии има зголемен комфор во кабината која е опремена според последните трендови. Како и новата S-класа, C-класа е опремена со втората генерација на MBUX. Внатрешноста на возилото станува уште подигитална и поинтелигентна, бидејќи и хардверот и софтверот имаат напредувано. Со брилијантните прикази на LCD екраните го олеснуваат контролирањето на функциите на возилото и удобноста. Екранот за возачот и дисплеот за медиуми нудат холистичко естетско искуство. Информациите се презентираат на јасно структуриран начин, додека изгледот на екраните може да се индивидуализира со 3 стила на приказ и 3 режими на работа.
За движењето задолжени се 2 бензинци и уште толку дизели со по 2 изведби. Понудата започнува со 1,5 литрениот бензинец од 170 и 204 коњски сили. Го следи 2-литрениот со 258 коњи и финишираат двата дизели со 200 и 265 коњски сили. Сите мотори се спарени со 9-степена 9G автоматска трансмисија. Покрај турбополнењето и дизел и бензинските мотори сега имаат интегриран стартер генератор за интелигентна помош при мали брзини на моторот како благ хибрид од втората генерација. Ова обезбедува одлична испорака на енергија и можни значителни заштеди на гориво. Веднаш по лансирањето во понудата ќе се вклучат плагин верзиите со електрична моќност од 95 киловати и целосно електричен опсег од околу 100 километри ќе ги исполнува потребите на возачите во градски средини и по неколку денови. Максималниот вртежен момент на електричниот мотор од 440 Нм е на располагање од самиот почеток. Неговите услуги може да се користат до брзина од 140 км на час и додека има залиха во батеријата од 24,5 киловати со чинета од 96 келии. Оваа комбинација произведува 258 коњи плюс дополнителни 20 на краток рок со EQ Boost системот. Новата суспензија обезбедува основа за високо ниво на комфор, удобност, агилно ракување и забава при возење. C-класа е опционално достапна и со постојано прилагодливо потпирање и спортска суспензија. Воздушната суспензија одзади е стандардна за плагин хибридите во двете каросериски изведби. Новата C-класа е особено агилна и стабилна со опционалното управување на задната оска со агол на управување од 2,5 степени. На брзина под 60 км на час задните тркала се управуваат во спротивна насока од предните, додека на повисока брзина задните тркала се управуваат до 2,5 степени во иста насока како и предните. Ова виртуелно зголемување на меѓуоскиното растојание има забележителни предности во форма на подобрена стабилност при ракување и безбедност при поголеми брзини, при брзо менување на лентата или ненадејни заобиколувачки маневри. Што се однесува на опременоста, и таа носи новости. Од сега ќе има неколку пакети на опременост од кои ќе зависи цената. Неа ја очекуваме во Македонија во мај, кога треба да пристигне во салонот на Mack Auto Star. Иако немаме прецизни податоци, се очекува почетната цена да биде околу 34.000 евра. Чокостоби, да крцка од чоколада. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја. А сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали, сладки, крцкави топчиња од чоколада. Стопчести, мали, крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести, крцкави, мали топчиња. Чоко Стоби, неописливо добар. Големи пари се вртат во автомобилскиот бизнис. Според законот на големи броеви, добивките може да бидат огромни исто како и губитоците. Рено објави пад од 21% и отпуштање на 15.000 работници, додека Форд најавува нови инвестиции во електрификацијата тешки 80 милиарди евра, бидејќи се даде обврска до 2030-та сите модели да бидат исклучиво електрични. Се очекуваше лошо, но до волку не. Во 2020 година групата Рено забележа историски најголема загуба од вкупно 8 милиарди евра. Директна причина за тоа е коронавирусот, кој ја намали продажбата за 3 милиони возила, што представува пад за околу 21%. Влијание има и проблемите на Нисан, кој на Рено му пренесе дел од своите исто така големи загуби. Надеж дека се не е така црно покажува тоа што најголем дел загубите се направени во првото полугодие лани, вкупно 7,3 милиарди евра, додека во втората половина од годината тие беа ограничени на 660 милиони. Како поддршка на тоа треба да посведочи продажбата во тој период, која е намалена за подносливи 8,9%. Со оглед на овие бројки, групата не ги објави своите прогнози за годинава. Место тоа се задржа на потенцирање на акумулираните резерви од 16,4 милиарди евра, во кои е вклучен и државниот кредит што го обезбеди француската влада во висина од 4 милиарди евра. На ова финансиските аналитичари додаваат дека во моментот пазарната капитализација на Рено се движи меѓу 13 и 14 милиарди евра и дека групата располага со имот вреден над 120 милиарди евра. Новото раководство на компанијата, предводено од Лука Де Мео, веќе излезе со план за ревитализација и заштеда, според кој во наредните 5 години се предвидени кратење на трошоците за 3 милиарди евра, кои скоро во целост ќе паднат на грб на 15.000 работници кои ќе бидат отпуштени. Бидејќи важи за корпорација со доста конзервативно резонирање, Форд изненади со соопштението за јавност во кое ги најавува своите намери до 2030 година во Европа да нуди само електрични возила. Време до тогаш има доволно, но споменатите инвестиции од 1 милиарда евра, со кои главната фабрика во Келн ќе се трансформира во центар за електрични возила, се чинат недоволни. Посебно кога се знае дека оваа марка остана последна во електрификацијата и дека освен перформансниот Mustang Mach-E, кој во ограничени количини се нуди на мал број пазари, нема друго електрично возило. Во Америка секој момент се очекува представувањето на пикапот F-150 на електричен погон, но тој не е наменет за тука. Остварливоста на нивните амбициозни планови сепак е реална, бидејќи ќе им бидат на располагање електричните архитектури на Volkswagen, со кој веќе е постигнат договорот за нивно превземање. Како меѓуфаза е предвидено целата гама патнички возила на Ford до 2026 година да бидат или плагин или електрични, а 3 години пред тоа ќе биде представен првиот целосно електричен модел, после кој веднаш ќе следи уште еден. Комерцијалните возила кои се произведуваат во Турција се исклучени од оваа агенда и предвидено е за 10 години 2/3 од нив да бидат со електрични или плагин погонски групи, а останатите дизел.
На европскиот автомобилски пазар Subaru е на маргините. Сепак направи напор за најпробирливиот пазар на планетата да ја пласира шестата генерација на Outback со препознатливиот боксер мотор. Додека Subaru се уште се држи на пазарот, неговиот американски ривал потполно се повлече од Европа. Сега силите на Chevrolet се фокусирани на Соединетите американски држави, каде го представи новиот Bolt. Електричниот кросовер е првиот од 30 кои General Motors ги најавува во следните 4 години. Во време кога останатите јапонски производители го напуштаат или го ограничуваат своето присуство на европскиот пазар, после сериозно двоумење Subaru ја лансираше шестата генерација на Outback и на стариот континент. Купувачите се малку збунети затоа што не знаат колку таа всушност е нова или задоцнета, но оние што ги ценат традиционалните вредности на марката ќе немаат дилеми. Имено, една од причините зашто Subaru, кој во Европа продава 30 пати помалку возила отколку во Америка, се уште се интересира за овој пазар е престојната модернизација на гамата со новите технологии што ќе ги добие од Toyota. Но тие засега се уште не се подготвени за вистински напад на пазарот, заради што јапонците се одлучија додека се чека на нив да не потсетат на добрите стари вредности на возилата од својата марка. А Outback, кој како модел беше представен во 1995 година, ги има доволно. Сите добро знаеме кои се тие. Кросоверскиот настап придружен со боксер мотор, симетричниот 4x4 погон и инженерскиот пристап кон карактеристиките на возилото. Традиционалноста сепак не ги стави во втор план практичните особини, кои и во оваа генерација ги вклучуваат робусноста без влијателното учество на помодерните трендови. Ни тие секако не се запоставени, па така во модернизираната внатрешност паѓа во очи големиот централен екран чувствителен на допир. Квалитетот на употребените материјали и понатаму е на ниво на премиум конкуренцијата, а зголемените димензии на возилото заради новата платформа обезбедуваат и пораскошен простор во кабината и багажникот. Механичката концепција остана иста. 2,5 литарскиот атмосферски агрегат сега со 169 коњи ги задвижува сите тркала кои се поставени на ново ослонување. Во поглед на моторот, јапонските инженери истакнуваат дека дури 90% од компонентите се нови или модификувани, главно заради задоволување на построгите еколошки прописи. Како бонус тие додадоа и опции за искористување на неговата сила според две претходно дефинирани можности, со акцент на ефикасноста или на динамичноста. Сериозно изменета е и конструкцијата на безстепената CVT трансмисија, заради што Outback сега има подобри перформанси. Теренските својства кои понатаму останаа во фокусот покрај се друго се истакнати и со клиренсот од здрави 21 см и дополнети со цела низа напредни системи за помоши на возачот. Цената му остана на ниво од околу 40.000 евра за моделот со основна опременост. Со представувањето на Chevrolet Volt во 2009 година, General Motors стана еден од пионерите на електрификацијата на возилата. Но неговата концепција на сериски хибрид, каде бензинскиот мотор само произведуваше струја, не беше доволно применета на пазарот и тој беше заменет со помалиот и чисто електричен Bolt. Успешно преместувајќи го времето до моментот кога електричните возила дојдоа во фокусот на купувачите, неговата нова верзија настапува доста самоуверено. Таа воедно го означува и почетокот на реализацијата на плановите на General Motors до 2025 година да лансира 30 електрични модели за кои е развиена посебна и технолошки напредна платформа. Новиот Bolt сепак не е представен на неа, туку ја задржа старата со електромотор од 200 конски сили и батерии од 65 киловат часа.
Тие му овозможуваат автономија од преку 400 км со едно полнење, кое на куќна мрежа трае 7 часа, додека на брз полнач за 30 минути ќе се повлече доволно струја да помина 160 км. Дизајнот му е еволуција на претходникот со модерни линии и истакнато заоблени површини. Новост е за 15 см продолжената верзија која се разликува по повисоко извлечениот заден дел. Продажбата и на двете изведби ќе започне летово по цена од $32,000. General Motors засега се воздржа од објавување на плановите за неговата меѓународна кариера. Високи перформанси, футуристички изгледи, големо име испишано на хулбата. Ова не кажува ништо ново за Мекларен, докажан во автомобилскиот спорт и производител на сериски суперавтомобили. Со секој нов модел, публиката и купувачите очекуваат несекојдневно возачко искуство во било кое сценарио на возење. Со Артура, тоа се добива со трендовски, но високо софистициран инженеринг на поврзување на работењето на потентниот бензински со електромотор. Популарните хибридни склопови, осем за еколошки цели, се употребуваат и за перформанси. Артура е првиот модел што е изграден врз целосно новата Мекларен карбонска лесна архитектура, која уникатно е оптимизирана за хибридните погонски единици и е конструирана во технолошкиот центар на Мекларен за композити во Шефилд. Лесното алуминиумско тело и агленородните влакна прават совршени пропорции на суперавтомобил во кого формата ја следи функцијата. Инженерството на суперлесни материјали ја прави Артура најлесната во својата класа со тежина од само 1498 кг. Кога на тоа ќе се додаде погонот, тогаш се добиваат возбудливи податоци. Носител е новиот 3-литарски V6 бензинец со 2 турбополначи засилен со електромотор, произведувајќи комбинирани 671 коњска сила и 720 Нм. Само бензинецот испорачува 577 коњски сили, доближувајќи се до соодносот од 200 коњски сили по литар за фатнина. Електромоторот има 94 коњски сили, испорачува моментален вртежен момент од 225 Нм, обезбедувајќи остар одговор на забрзувањата на Артура, која го совладува спринтот до 100 км на час за 3 секунди до 200 км на час за 8,3 секунди и да се достигне 300 км на час потребни се 21,5 секунда. Оптоварувањата специфични за тркачка патека го поддржува новиот концепт на задна суспензија, ажуриран електрохидрауличен управувач и проактивна контрола на придушување на вибрациите ја зголемуваат агилноста, стабилноста и динамичните перформанси. Згоре на се, суперспортскиот Артура има батерија од 7,4 киловат-часови која му дава електрична автономија од скромни 30 км. За оваа пригода направен е нов интериер во минималистичко спортски манир со клучни контроли достапни на управувачот. Има нов 8-инчен HD инфозабавен систем што овозможува конфигурација на напредни системи за помош на возачот и пресликување на паметни телефони. Мекларен Артура веќе може да се нарача. Цената во Велика Британија е 185.000 фунти, а за земјите на Европската Унија цената би била околу 200.000 евра. И еве не назад во рубриката Тест. Ветивме дека имаме македонска премиера, дами и господа. За жал немавме буџет за убави манекенки околу овој автомобил, но неговата убавина, како што гледате и самите плени. Citroen
C4. Нов модел во гамата на Citroen, но со богато наследство и се разбира со големи амбиции. Погледнете го само како изгледа. Напумпаните арки околу тркалата му даваат еден изглед на кросовер, но строгата линија на покривот е чисто купеовска. Но да не збориме многу за изгледот, бидејќи ќе имаме шанси да го запознаеме. Внатрешноста на C4 не изненадува со својот изглед. Напротив, го потврдува она што Citroen го представува во светот на автомобилизмот, а тоа е и помалку авангарден дизајн. Во внатрешноста тоа се гледа со поставувањето на кластерите на инструментите, head-up дисплејот, како и централниот дисплеј осетлив на допир. Сепак, интериерот е направен да одговори на модерните предизвици, на предизвиците на модерното време. Насекаде има простор да се одложат дребулии, но мене ми е интересно решението на оваа фиока, која, гледате колку се долги ова пакување, може да го собере во целост по негова должина. Но, погледнете, имаме уште една хоризонтална фиока која има држач за таблет. Тој лесно се монтира. Само треба да се стави на овој држач и имаме стабилна основа за таблет. Овие иновативни решенија ги има насекаде во интериерот, кој има извонредно удобни седишта и трендовско ориентирана внатрешност која има модерен дизајн. Во возењето Citroen може да открие многу тајни, а да видиме кои се тајните на новиот C4. Го имаме во популарната за македонски пазар изведба со 1,5 литрен HDI мотор од 130 коњски сили, но во ова највисоко ниво на опременост впарен со 8-степен автоматски менувач. Вистински прекрасен зимски ден, како да е измислен за возење на C4-ката. Но за жал, зимските услови не ни дозволуваат да ги испробаме сите можности на подпирањето на C4, кое е повеќе од добро. На пат покриен со снег и мраз можете да ги почувствувате микровибрациите кои C4-ката стоички ги прифаќа и не ги пренесува на телото на возачот. Скулптуралниот дизајн на надворешноста одговара со карактерот на C4-ката, бидејќи тој, иако има квази спортско корисен изглед, ова е чистокрвен хеджбек. Хеджбек кој сака да овозможи добри возни својства. А кога сме кај возните својства, нив ги обезбедуваат во гамата на C4 3 бензинци, 2 дизели и 1 потполно електричен погон. Ние го имаме 1,5 литрениот 130 коњски HDI мотор кој е впарен со 8-степен автоматски менувач. Нивното функционирање мене ми се допаѓа. Дури и зад воланот имате прекинувачи за менување на брзините. C4 е вистински Citroen. Тој е експлозивен и добро лежи на патот. Тоа мене многу ми се допаѓа. Од Citroen очекував по-нежна, по-женствена реакција, не само на подпирањето, туку и на управувачот, но Citroen ја апострофира спортската можност на нивните автомобили. Чувството во кабина
кабината е извонредно. Посебно затоа што поради лошите услови на патот морам да возам култивирано и смирено. А тогаш Citroen ви ги дава сите предности на имиджот на марката. Тоа е безгрижно и скоро воздушесто потпирање, исто така многу индиректен управувач кој далеко од тоа дека не ги следи како што треба командите, но фидбекот, чувството кое го дава врз воланот е малку ублажено. Во вистински зимски услови поминав повеќе од 400 километри со C4 и можам да кажам дека сум задоволен и од економичноста. Мојата просечна потрошувачка беше 6,1 литар, што е според мене извонреден показател, иако има и 8-степен автоматски менувач кој допринесува многу на штедливоста. Престојот во кабината е одличен. Насекаде се гледа присуството на високата технологија и според мене нејасно ми е зошто ставиле толку анахрон и стар тип на head-up дисплеј. Тоа го има Mazda која тврдоглаво ги тера своите работи. Исто така, за разлика од Peugeot, Citroen нема 3D iCockpit. Има дигитален кокпит, но далеко е од оној што го нуди Peugeot. Се на се, Citroen C4 е одличен производ. Мене ми се допаѓа и позиционирањето ценовно. 26.140 евра чини најскапата изведба на Citroen C4. Па затоа јас велам дека оваа цена е извонредно позиционирање, бидејќи иде со добар 1,5 литрен HDI мотор кој е штедлив, но и експлозивен, кој е спарен со 8-степен автоматски менувач. Оваа комбинација не само што дава економичност, дава и сосема добра перформанса. Конективните технологии во внатрешноста, исто така и безбедносните системи кои во голема мерка му ја олеснуваат работата на возачот, па дури и во вакви тешки услови за возење, се атрибут кој треба да се поздрави во секој Citroen. C4 се издвојува од пренабутаниот сегмент на компактната, односно C класа. Тој има и теренски, но и купеовски изглед, па затоа неговата конкуренција треба да внимава и да спие само на едно око. Се надевам дека комфортно се чувствувавте за овие 30 на минути колку што ги имавме за Автомагазин. Ви посакувам се најубаво и до гледање до следната средба.